ЈПКД Комуналецот Струмица како дел од пролетната акција за чистење. Од денеска започнува и со чистење на улицата Мара Минанова, која веќе извесен период е претворена во дива депонија. Беранското езеро се уште важи за езеро кое изобилува со риба, но за разлика од порано денес се лови помалку. Манифест за единствена Република Македонија промовираше ВМРО-ДПМН е документ со смерници, насоки и принципи кои би требало земјата по 5, 10 или 15 години да ја водат по еден просперитетен пат како унитарна држава. Почитувани гледачи, добро дојдовте во дневникот на телеканал А1. Започнуваме. Манифест за единствена Република Македонија промовираше денеска ВМРО-ДПМН, кој, како што рече Антонио Милошовски, член на извршен комитет на партијата, е документ со смерници, насоки и принципи кои би требало земјата по 5, 10 или 15 години да ја водат по еден просперитетен пат како унитарна држава, напредна, економски развиена и сплотена како кохезивно мултиетничко општество. ВМРО-ДПМН преку Манифестот за единствена Република Македонија повика за национално обединување на сите граѓани, верски организации, партии и општествени чинители. Потикнати од силната желба да живееме во успешна земја со пазарна економија, заснована врз знаење, умење, предприемништво, креативност и праведност, предлагаме национално обединување околу Манифестот за единствена Република Македонија, соопштија денеска на пресконференција од ВМРО-ДПМН. Прв принцип е обединување околу националниот интерес, втор принцип е интеграција во едно општество, трет е владењето на правото за успех на државата и четврт принцип е пазарната економија за подобар стандард на секој граѓанин. Овој манифест се залага за држава која има отворена пазарна економија, каде се потикнува секој не да учи само за диплома, туку да стекне знаење, да развива способности, како и да иновира и да превзема ризик, а со самото тоа да успее да го реализира сопствениот сон. Колку повеќе граѓани со таков капацитет ќе имаме, толку поуспешна држава ќе создаваме. Според ВМРО-ДПМН, тргнувајќи од оваа обединувачка замисла за државата, нивната мисија е да обезбедат иднина на нашиот народ во демократска, унитарна, политички стабилна, праведна, напредна и пазарно ориентирана држава Република Македонија, каде предприемништвото е движечка сила, а ние сме сплотени како дел од нашето пошироко европско семејство, истакна Поповски. Република Македонија им припаѓа на сите своји граѓани, без разлика на етничкото потекло, религијата или мајчиниот јазик. Граѓаните се во срцето на нашиот устав. Индивидуалните права и слободи на граѓанинот, согласно уставот, се нашата најголема обединувачка сила. Обединувањето преку нација, вера и култура е формулата и за европската интеграција, каде секој може лично да ги развива собствените чувства. Почитувањето на уставното уредување и законите на целата територија без селективност е предуслов за успешна држава. Културата на законитост и на почитување на законите, доверба во правниот поредок и лојалноста кон државата се клучни за владење на правото, рече Илија Димовски. Обединување околу реализирање на идејата за пазар на кој секоја индивидуа ќе може да си го најде сопственото место, начин на обезбедување на екзистенција, простор за борба за подобро утре, за посреќно семејство. Моќта на развиените држави во светот почива на создадената култура, атмосфера, верување дека секој треба да смисли начин како да успее во животот и да не чека друг да го направи тоа место него. Ова се долгорочните принципи за кои ВМРО-ДПМН ќе се залага. За краткорочните цели е патоказот за излез од тековната политичка криза. ВМРО-ДПМН смета дека манифестот е отворен документ кој нуди решенија за клучните стратешки прашања во државата за долгорочен и среднорочен план. ВМРО-ДПМН е подготвена за дебата и се очекува и СДСМ и останатите општествени чинители да го прифатат и да излезат со свој став. Активно тече градбата на новиот автопат Скопје-Штип. Инвестицијата е проценета на 206 милиони евра. Целосно е пробиена новата траса, а асфалтирани се околу 30 километри од вкупно 50-тина, напиша лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на својот Facebook профил.
Во исклучително сложени околности, во време на голема сериозност на состојбите и комплексна политичка криза, во мигови кога СДСМ и незините полуѓе во повеќе сфери постојано продуцираат лажни вести и се обидуваат да представат една искривена слика, при тоа не користејќи аргументи, туку празни зборови и лажни квалификации, обидувајќи се да ги подкопаат сите вредности во нашето општество. Ние сепак продолжуваме да работиме и реализираме проекти, напиша на својот Facebook профил денес лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тоа е така затоа што нашиот збор пред граѓаните е наша должност која ја исполнуваме. Капиталните инвестиции се тие кои обезбедуваат стабилност и се потенцијал кој ја движи економијата нанапред. Инвестициите во изградба на нови патишта не запираат. Активно тече градбата на новиот автопат Скопје-Штип. Инвестиција е проценета на 206 милиони евра. Целосно е пробиена новата траса, а асфалтирани се околу 30 километри од вкупно 50-тина, напиша Груевски. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува околу 60%, а оваа капитална инвестиција обезбедува работ, сигурна екзистенција на 800 работници во овој момент. Источна Македонија ќе добие автопат кој освен што ќе користи за граѓаните, ќе биде значаен и за развојот на бизнисот и економијата. И освен овој автопат се работи на уште 5 други автопати. Во финална фаза е изградбата на автопатот Демир-Капија-Смоквица, се работи на автопатот Кичево-Охрид. Во завршна фаза е реконструкцијата на Смоквица-Гевгелија, како и реконструкцијата на автопатот Куманово-Скопје-Миладиновци, а во тек е и реконструкција на Неготино-Демир-Капија. Сето ова се инвестиции од над 800 милиони евра кои се реализираат во моментот. Капитални потфати кои остануваат за сите идни генерации, автопати кои ќе ги користат и ги поврзуваат и македонците, и албанците, и турците, и ромите, и власите, и србите, и бошњаците, и сите други проекти кои представуваат потврда дека Македонија може да оди напред, може да се развива само доколку се има визија, знаење и мотивација за успех. Зборот вреди само доколку се оствари. Ние тоа сме докажале дека умееме да го правиме, напиша Груевски. Продолжуваме со дневникот. ЈПКД Комуналец од Струмица, како дел од пролетната акција за чистење, од денеска започнува и со чистење на улицата Мара Минанова, која веќе извесен период е претворена во дива депонија. Од одделот за чистота изјавија дека прават се што е во нивна моќ за одржување на чистотата, но свеста на луѓето кои живеат овде е на многу ниско ниво. Одделот за чистота при јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец од Струмица од денеска започнува со чистење на улицата Мара Минанова. Како што истакна раководителот на одделот чистота Бранко Георгиев, со пролетната акција за чистење на претпријатието е опфатено и чистењето на оваа улица, како и останатите улици кои се соочуваат со истиот проблем. Тој истакна дека ниската свест на луѓето кои живеат овде придонесе оваа улица да се претвори во дива депонија и дека досегашни решенија предложени од Комуналец не придонесоа за подобрување на ситуацијата. Се работи за улицата Мара Минанова на спој со улица Антон Панов. Значи, таму гравитираат луѓе со ниска свест, може да кажем. Значи се случува да таа улица е претворена буквално во отпад. Се растураат фрижидери, автомобили за старожи да се продават. Значи, буквално овој дел е хаос направен. Офатена во акциите веќе на втори во недела треба да почнеме со расчистување, иако претходната година на 4 пати бевме на истата локација. Тој истакна дека ниту поставувањето на контејнер за смет од 5 метри кубни не помогнал да се реши проблемот, бидејќи отпадот повторно се фрла во околината. Полни со смет се и околните плацеви кои пак придонесоа до отежнато собирање на сметот и влегување на механизацијата, при што сметот се собира само рачно. Георгиев вели дека ризично е внатре да влезе механизација и доколку не се свестат граѓаните ќе мора да интервенираат комуналните инспектори. Таму доколку се продолжи со ваквите правење на вакви диви депонии, ќе мора да реагираат и комуналните инспектори. Бидејќи на покрај сите наши укажувања дека било каков отпад да се има, не мора да се разфрла по неизградените делови од таа улица, кај што има напуштени дворни места, него да се јават кај нас, они пак продолжуваат исто. Значи сега во недела
ќе биде изчистено овој дел. И Мара Минанова, и улица Ристо Клепов, кај што исто така се случуваат такви диви депонии, ќе бидат изчистени и понатаму мерки ќе мора да преземат комуналните инспектори. Георгиев изјави дека досега комуналните инспектори многу пати разговарале со граѓаните кои живеат овде, но проблемот и натаму останува нерешен. Од Оделот за чистота апелираат граѓаните да бидат свесни за околината во која живеат и да не ја загадуваат. Продолжува издавачката дејност на Националната установа Завод и музеј Струмица. Како што информираше првиот човек Зоран Рујак по издавањето на зборникот од минатата година, кој беше дел од повеќе меѓународни симпозиуми, годинава се работи на уште 4 капитални дела. Наскоро би требало да излезе од печат новата монографија за цареви кули, кое што ќе биде на некој начин плод на 10-годишните истражувања на цареви кули. Една обемна публикација која што ќе даде многу елементи, нови историски податоци за градот Струмица и Струмичко. Потоа ќе излезе зборник на трудови по повод 65 годишнината од постоењето работата на Завод и музеј Струмица, каде што ќе биде зборникот нема да биде тематски, туку одредени области од историски, археолошки, историја на уметноста, етнолошки, кои што ќе најдат трудови, кои што ќе најдат своје место во тој зборник. Потоа ќе печатиме каталог за оружјето во збирката на Завод и музеј Струмица и уште еден зборник на трудови кој што е плод на минутогодишниот симпозиум археолошки. Се надеваме дека и ова активност ќе успееме да ја приведеме кон крајот на најубав можен начин. Значи 4 големи капитални дела кои што на некој начин ќе го збогатат фондот на истражувачките активности во минатите години кои што се реализирани во Завод и музеј Струмица. Продолжуваме со останатите настани од регионот. Следно е Дојран. Дојранското езеро се уште важи за езеро кое изобилува со риба, но за разлика од порано, денес се лови помалку, а тоа го покажува и просечниот годишен улов. Рибата е се уште главното богатство со кое изобилува Дојранското езеро, велат познавачите. Ова езеро важи за второ езеро во Европа по богатство на риба, а за разлика од порано кога годишниот улов се движел од 450 до 500 тони, сега таа бројка е падната на некаде околу 100 до 150 тони риба на годишно ниво, вели Златко Талески, наблюдувач на езерото за управата за хидрометеоролошки работи. Како стоеше Дојранско езеро, имаше 100 души рибари. 40 чамци беа нон-стоп во вода, што лове риби кои се поголеми, помали мрежи, се ловеше риба и се редуцираше фактички. А сега концесионер лови со неколку чамчки што не може да постигне тој капацитет на улов на риба, со толку души, толку вработени. Ќе треба повеќе души да се вработат и да се работи на оној стар начин што со мандри, со насипи, што работеше порано. Сега се лови само на мрежа и тоа е се. Денеска одредени видови на риби во одреден период и не се ловат, поради помалиот капацитет со кој фирмата концесионер работи на езерото, смета Талески. Секој се гледа профит. Ако има профит, ќе работи, ако нема профит, не работи. Меѓутоа, за да профитираш, треба да имаш пред се услови. Да имаш, ако сакаш да бидеш рибар, треба да кажеме се има концесионер. Да работиш, да ловиш риба, треба имаш чамци, мрежи. Не само една врста на мрежа, треба повеќе врста на мрежа, зависи која риба ќе ја ловите. И плюс тоа се поставува како и за сомој. Сом, краб, црвена перка во август мисле се ловеш. Со најубавата риба беше црвена перката во август. А сега не се лови на тој начин. Риболовот на Дојранското езеро отсекогаш бил главна економска активност за локалното население. Во минатото во светската научна литература езерото е представувано како едно од најпродуктивните езера во Европа, играјќи значајна улога во обезбедувањето на локалното население со риба.
Фондацијата Аполонија со своето 7-годишно работење може да се пофали со активности поврзани со едукација на децата, презентации и промоции на книги, организирање на концерти на класична музика, ликовни изложби, но и ликовна колонија. Ова се само дел од активностите со кои се занимавам, дел погледнете ги сега во прилогот што следи, а за целокупната работа на фондацијата ве поканувам да го проследите разговорот со директорот Аце Ристовски во утрешната утринска програма. Да се продолжи филантропското чувство да се помага во заедницата на ниво на општина, да се пополнат празнините онаму каде што е можно, да се действува, да се помогне. Ваква била првичната идеја на првиот човек на компанијата Корона, Лас Клинк, а воедно и основачот на фондација Полонија во Гевгелија. Пред точно 7 години започнале со работа, а нивниот круг на действување досега е обемен и широк, вели директорот на фондацијата Аце Ристовски. Значи, нашите полиња како на интерес и поле на действување, како што реков, се пред се образованието, каде имаме ние, например, одлична соработка со основните училишта во нашата општина, со средноучилишниот центар Јосиф Јосифовски, каде ние во суштина потикнуваме некои иницијативи, меѓутоа и ги пратиме нивните активности и нивните потреби, нормално во рамките на нашите можности, да одговориме за да може образованието да го добие она место кое го заслужува во целокупниот развој на нашето општество. Освен со набројаните активности, фондацијата може да се пофали со активности поврзани со едукација на децата, презентации и промоции на книги, организирање на концерти на класична музика, ликовни изложби, но и ликовна колонија. Со искористување на парични средства од Европската Унија се формира и се опреми сензорна соба во дневниот центар за деца со посебни потреби во општините Гевгелија, Богданци и Валандово. Активностите на фондацијата продолжуваат и понатаму и ќе бидат во насока на одржување и развивање на сите проекти и теми. Расте бројот на деца со рамни стапала, што е всушност диагнозата со која најчесто се соочуваат ортопедите кај на најмладата популација. Од советите кои за нашите гледачи ги даваат од клиниката Филип II, денес доктор Сузана Јанчевска зборува за рамните стапала кај децата. Значително се намалува од 3 години возраст до предшколска возраст, пред додат на училиште, така да многу малку од нив остануваат релативно со рамни стапалци. А родителите многу лесно може да го направат тој тест, најчесто ако со водени стапалца згазнат децата на плочка, на нешто и ќе си остават отпечаток од стапалото. Ако го нема од натрешната страна, тој празен дел, малку, него е цело стапало, тогаш веќе сигурно е дека има спуштени стапалца. Тој ние го правиме официјално при земење на метка за дошки или при определување на спуштеност на сход со помош на плантограм. За жал, во последно време процентуално расте бројот на деца со рамни стапала, може би современиот начин на живот влијае многу на сето тоа, затоа што прво родителите ќе си го поштедат детето, па ќе го кренат браце да не се умори да патка. Па се користат скали лифтови на место скали, па од училиште на училиште или на кошарка или негде каде се носат со автомобил на место пешки да истрчат. Во последно време поретко газат по нерамни површини, по трева, по песок, сегде има некаков асфалт, некакви плочки, дома по ламинати и тоа не е она вистинското кое е најдобро, најпотребно за самото стапало на децата. Почитувани, следен блок на станите од светот, да ги проследиме. Најмалку 18 лица, меѓу кои и 3 деца, се повредени синоќа на карневалот во северното париско предградие Вилпен, кога се запалила, а потоа и експлодирала една кукла од слама и дрво, што ја носеле учесниците на манифестацијата. Француската полиција информира дека експлозијата била предизвикана случајно и дека не станува збор за терористички напад. Според истрагата, до пожар дошло поради неправилното ракување со бензин, кој бил користен за палење на карневалскиот оган.
Во време на инцидентот на карневалот присуствувале неколку илјади лица, вклучително и градоначалникот на Вилпен, кој е меѓу повредените. Аеродромите и нуклеарните централи во Велика Британија добиле наредба за преземање зајакнати безбедносни мерки поради опасност од терористички напади, објави денеска лондонскиот весник Телеграф. Според весникот, британските разузнавачки служби имаат сознанија дека джихадистичката организација Исламска држава и некои други терористички групи подготвиле планови за подготвување експлозивни направи во лаптопи и мобилни телефони кои не би можеле да бидат откриени при безбедносните контроли на аеродромите. Голем јужнокорејски трговски брод со 24 членови на екипажот исчезна во реонот на Јужниот Атлантик. Представник на јужнокорејската влада соопшти дека во тек е обемна операција на потрага по бродот, како и дека засега се пронајдени живи двајца членови на екипажот. Тие биле откриени од спасувачките екипи како пловат на еден гумен сплав. Од бродот била испратена порака дека во него навлегува вода и дека се бара помош. Во време на упатувањето на пораката бродот се наоѓал во Атлантскиот океан, кај Уругвајскиот брег, па морнарицата на Уругвај веднаш започнала операција за потрага. Американскиот музичар и поет Боб Дилан ја прими Нобеловата награда за литература за 2016 година, 3 месеци по свеченото доделување на кое тој не присуствуваше. Дилан ги примил Нобеловиот медал и дипломата, што традиционално им се доделува на сите добитници на приватната церемонија во Стокхолм, организирана пред неговиот настап на претходно закажаниот концерт во шведскиот главен град. На церемонијата не била повикана и не присуствувала ниту една медиумска куќа, ниту од Шведска, ниту од странство. Наградата изнесува 8 милиони шведски круни или 900.000 американски долари, но тој може да не го добие паричниот дел од наградата доколку до јуни годинава не го испрати своето предавање на Нобеловиот лауреат. Боб Дилан, чие родено име е Роберт Цимерман, е првиот пишувач на текстови за песни кој доби Нобелова награда за литература, која досега им се доделуваше на поети и писатели. И уште една информација за овој дневник, а тоа е да видиме какво време не очекува за престојната недела. Од утре не очекува посвежо време со врнежи од дожд со слаб, а во западните и јужните делови повремено со умерен интензитет. На повисоките планини може не и повремен снег. Ќе биде посвежо и дневната температура ќе биде во интервал од 13 до 19 степени. Од вторник ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во вторник и среда во попладневните часови пред се на запад ќе има услови за појава на ретки грмежи. До четврток ќе дува претежно југоисточен ветер, а дневните температури ќе се во интервал од 13 до 21 степен. Во четврток ќе почне да дува северен ветер, кој особено ќе засилува во петок, кога и врнежите ќе завршуваат. Во овие денови ќе биде и за степен до 2 посвежо. Утрата ќе останат свежи, а малку постудено ќе е утрото во петок и потоа се до сабота утренските ќе се насекаде позитивни. Во петок со намалување на облачноста утренските повторно ќе се доближат до нулата, сепак во поголемиот дел од земјата се очекува да се позитивни. Почитувани гледачи, со оваа информација го заокружуваме овој дневник. Јас ви благодарам на вниманието. Пријатно од мене.